Екс-премиерот Никола Груевски се појави во Кривичниот суд Скопје на судење за нарачаното насилство врз градоначалникот на општина Центар Андреј Жерновски, што го отвори СЈО, каде покрај него обвинете и поранешниот министер за транспорт и врски Милијана Киевски. На 15 септември годинава специјалното јавно обвинителство поднесе обвинителен предлог против Груевски, на Киевски и уште 3 други лица кои се товарат за нарачување на насилство во општина Центар. Поднесена и кривична пријава за уште 9 други лица за извршување на нарачаните кривични дела во јули 2013. Државната изборна комисија напладна ќе ја продолжи седницата по приговорите од СДСМ и БЕСА. ДИК досега одби 7 приговори на БЕСА од вкупно 8, а за еден се чека графолошка анализа на потписот на еден гласач. Се уште не е пронајден записник по образец 15 за едно избирачко место во општина Теарце во 6-та изборна единица. Исто така ДИК одби 4 приговори на СДСМ. Седницата на ДИК мина под силно полициско обезбедување, бидејќи пред седиштето на комисијата се собраа голем број на членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН, меѓу кои имаше и директори на државни институции. Евакуацијата на цивилите и бунтовниците од последните упоришта на Алепо денеска е суспендирана, јави сириската државна телевизија, наводно откако бунтовниците отвориле оган врз конвојот и се обиделе со себе да поведат заложници. Повикувајќи се на изјави на сведоци, Ројтерс јави дека се слушнале најмалку 4 експлозии на локации каде што се движат конвоите. Претходно светските медиуми јавија дека досега се евакуирани околу 8.000 цивили и бунтовници, но околу 10.000 се заробени во градот.